колку е развиена читателската култура во Крива Паланка. Судејќи според се помалиот број на членови во градската библиотека, одговорот би бил дека навиката за позајмување и читање книги полека се минува во заборавот. И покрај континуираната информираност за збогатувањето на книжевниот фонд на библиотеката, се чини дека интернетот како масовен медиум и компјутерската технологија воопшто, односно се популарните електронски библиотеки, драстично го превземаат приматот над пишаниот збор на лист хартија. Поразителен е впечатокот дека младите, оние на кои најмногу би им била добре дојдена интелектуална надградба преку пишани дела, секојдневно ја одминуваат библиотеката во нашиот град, упатувајќи се на попладневно кафе во соседните кафулиња. Разговаравме со одговорното лице на градската библиотека при Националната установа Центар за култура Крива Паланка, Даниела Петровска. Еве ја кратката ретроспектива за годината која е веќе зад нас. Се наоѓаме пред градската библиотека во Крива Паланка. Дојдени сме да поразговараме со некој од одговорните лица за кратка ретроспектива за претходната година, како и за таковните активности и планови за годината која предстои. Минатата година ја одбележавме со многу мал број на членови. Да речеме дека имаше околу 400 члена, но претходните години се повеќе и повеќе се намалува членството. Во изминатите години имало дури до 800-700 члена. Не знам на што се должи тоа, бидејќи ние правиме навистина напори да ја афирмираме книгата преку разни културни активности, промоции на романи, поетски збирки, учество на разни поетски манифестации, организирање на поетски манифестации. Исто така, имаме набавка на голем број на нови изданија, лектерни изданија, белетристика, потоа добивме од владата многу книги, стручна литература, ги добивме сите книги од нобеловците, преведените нобеловци, потоа звезди на светската книжевност, значи сите прекрасни дела од книжевната историја, но членовите се помалку и помалку. Може да се пофалиме дека имавме читатели кои беа редовни, кои што зема секојдневно литература и кои што беа навистина заинтересирани да читаат. Возрастната граница, како да кажам, најмногу земаат лектерни изданија, но и белетристика. И повеќе оваа година ќе кажам дека доаѓаше возрастна популација која сакаше да се релаксира од секојдневните обврски. Па така најмногу се зема белетристички изданија, оние хитовски изданија кои што редовно ги следиме по медиумите. Најмногу се земаше комерцијална литература, така да ја наречам, Рингишпил, писмо до господја Вилма од српската писателка Јелена Бачич Алимпич, и исто така од оние ориентални автори кои што повеќе се задржуваат на животот во Иран, Ирак, во Блискиот Исток. Халед Хусеини најмногу се земаше со неговите романи И планините од Декна и Змеови, Ловци на змеови. Чварјата е символична, таа изнесува исто како минатата година 200 денари, е најбало сега да се зачна за да искористат членарината, бидејќи ние зачленуваме по календарска година. Сега се зачленети само 40 членови, значи оние наши верни читатели веднаш се зачленија и почнаа да земаат литература. И јас ке дадам еден апел на сите оние што им е потребна литература, стручна литература, што ми е потребна еве за семинарски, дипломски, за разни трудови. Ние сме пребогати со литература, да дојдат, да им помогнеме да ја пронајдат. Исто така, не само стручна литература и нови белетристички изданија. Духовната храна човекот најмногу може да најде преку пишаниот збор, поточно преку вистинското нешто, книгата. Сега вредностите малку се сменија отколку е развиена технологијата, па така ние попросто речено може да кажам, секојдневно се среќаваме со дечња кои доаѓаат и гледајќи ја намаленоста на членовите ги прашуваме на што се должи тоа. Тие едноставно ќе ни кажат дека тие на брзина ќе си ја најдат на интернет и ќе ја најдат во скратена верзија.
Тоа не знам колку им помага во знаењето, но мислам дека нешто треба да се смени, дали од страна на оние што ги едуцира, дали од страна на родителите и не знам и тоа колку би можело да помогне. Крај, уште еднаш да се заблагодарам за вашата посета. При сите наши наредни активности, културни активности кои што ќе следат, ќе бидете поканети и да дадам еден апел до вашите гледачи и се разбира наши читатели да ги враќаат книгите кои што се земени од претходните години, зашто така само може да го зачуваме богатството на библиотеката, бидејќи од минатите години дури по 200-300 изданија не се вратени. И сето тоа придонесува за осиромашување на библиотечниот фонд. Членарината за една календарска година, односно од јануари до декември, изнесува символична сума од 200 денари, а годинава досега се зачленети само околу 40 на читатели. Човековата потрага по вистината е еден од императивите на секојдневието. Вистината за животот и за смислата на постоењето, за минатото, сегашноста и некое време кое предстои, за светот околу себе и за собственото место во него, за себе пронауѓање преку туѓите раскажани или измислени приказни. Потрагата по вистината минува низ лавиринт на различни светогледи, но секогаш таа потрага се врши преку обмислениот, изговорениот и пишаниот збор. Живеејќи во дигитална ера, сепак е време кога годишно се издаваат околу 2.200.000 нови книги во светот. Тоа се околу 6.000 нови публикации секој ден, односно по 250 книги секој час. Приспособувајќи се на новата аудиовизуелна генерација, не треба да заборавиме на богатството на старите изворни и новите современи зборови нанижани на страните кои ја чинат книгата.